може би се рекордира. Значи овде до мене Филип Божиновски, момчето кој што стаса до третата позиција во Звездите на Грант. Најпрво да му честитам затоа што ја немав таа можност претходно и да му кажам добродојде во Струмица. Како се осеќате во Струмица? Супер. Значи во Струмица по втор пат, а во клуб Селект за прв пат. Претходно имаш настапувано во Струмица? Не, имам доаѓано тука на шетање. Официјално, значи и професионално и непрофесионално за втор пат си во Струмица. Да. Од Скопје луѓето често доаѓаат во Струмица. Како ти така? Мене така, значи имам малце пати доаѓано тука за значи во клуб Селет ова ми е прв пат. Се надевам и нека се здрави, живи луѓето од Звезда Гранда, затоа што еве успеа да донесат по втор пат оде во Струмица, инаку кој знае кога ќе дојдеше пак во Струмица. И ти се допаѓа нашиот град? Така. Многу убав град, убав плоштад, центарот бев прејес како видов, многу убав центар. Тоа да го оставиме на страна, општо така за атмосферата, за енергијата на градот, што ќе кажеш, или се уште ја немаш доживено затоа што чекаш да почне твојот прв настап овдека, па да пресудиш по тоа. Да, за саат време ќе почне мојот настап, се надевам дека ќе биде полно, дека ќе бидат луѓето расположени и се надевам на добра журка. Од кога ти се појави, ме остави без зборови и не сакам да бидам веќе сам. Знам дека си една во милион, вредиш повеќе од се на светот. Немој да забораваш ти, нема никој да те замени. Знам дека си една во милион, вредиш повеќе од се на светот. Колку и да барам јас, друга како тебе нема да пронајдам. Тоа е со М2 продукција, кога бев со М2 продукција, тогаш во шоу. Претходно си настапувал на други такви шоу. Да, имам на М2 настапувано 2011 година и победив на тоа шоу и од таму имам 3 песни со М2 и еден видеоспот. И замисли, требало луѓето некои од друга држава да те приберат и да достигнеш некое високо ниво, за еве ние да дознаеме дека тука си бил на некое шоу и си бил победник, многумина од тоа не го ни знаат. Како што? Многу малце луѓе значи го гледаат тоа. Јас тоа не го знам. Многу малце луѓе го гледа М2, не е значи толку популарно како што е Звездите на Грант. Со Звездите на Грант, со тоа што стигнав и до самото финале, значи ме виде по широката публика и ме запозна кој сум, како сум. Јас бев, инаку да кажем, еден од твоите фанови. Постојано ги следав сите настапи ваши, ајде да персирам, да не персирам помладци, јас сум возрастен човек, може би нешто бело ќе видите. Благодарам камера. Беше еден од дефинитивно потенцијалите кои што се појавија на Звездите на Грант, тоа покажавме дека ние во Македонија на вистина имаме квалитет, меѓутоа немаме каде да го тоа презентираме. Затоа што ние, знаеш како е во Македонија, повеќе го сакаме туѓото отколку нашето, така ли? И ако не успее некој човек еве некаде да замине во некој од тие шоу кои што се прикажуваат во некој од нашите соседни земји, ние нема ни да знаеме дека на вистина имаме луѓе кои што имаат голем потенцијал како еве вие што сте, ти што сте. Да, имаме многу млади таленти во Македонија кои имаат значи било каков талент, еве сега збориме за пеење, кои се предобри пејачи и пејачки, кои тука се пријавувале на некои наши шоуа, но не постигнувале некој значителен успех. Има такви многу, ајде да не ги набројуваме. Имаше само, морам да признам дека кога постоеше покојната, ќе кажем, евен А1 телевизија, кога беше Идолот, тогаш имаше една експанзија на тие луѓе кои што се појавија, конечно нешто во Македонија случајно такво шоу кој што беше многу гледано и сето тоа што подоцна и претходно се случуваше беше некако толку не знам како да се изразам, значи беше едноставно невидливо за сите оние кои што сака нешто такво да видат. Така, да. На некој начин може да се каже дека беше така. Дали сметаш дека еве со тоа што претходно се појавуваше на претходното шоу доби некоја популарност или не? Минимална или
Да, некоја популарност, минимална еве би ја нарекол, но не, значи не можам да ја споредам со сега со Звездите на град. Значи сега сегде каде и што ќе отидам, луѓето ме застануваат, сакаат да се сликаат со мене, што ми е многу мерак за тоа. Да кажем, сакав претходно маргинални беа сите тие шоу кои што се појавува, меѓутоа зборот го барав и еве конечно ми се појави. Маргинални, значи благодарам. Благодарам уште на камерата, третиот пат и ќе те частам. Значи, Звездите на град завршија, имаш подпишано професионален договор, како што знам. Да. И сега секој твој настап е под нивна палка, така. Тоа донесува многу повеќе или си обврзан на некој начин и таму еве да даваш дел за сето тоа што еве ќе бидеш денеска тука во Македонија, мислам во Струмица, ќе настапуваш тука во Струмица и не било кое место, мораш, значи имаш менаџер кој постојано те прати од нашата соседна Србија, така е, постојано си, значи опкружен со луѓето од Звездите на град, така полесно е или? Па, значи многу е тешко сам да ги водиш сите работи. Сам да зборуваш со газдите на клубовите, сам да договараш цени и тие работи. За жал, така се нашите музичари. Така е, да. Со менаџер и со продукција како грант е подобро. Јас се надевам на цврста позадина. Да, нормално. точно. Значи јас се надевам на уште повеќе настапи во Македонија, па и надвор од Македонија. Па целта е тоа, значи да се пробиеш, да ги пробиеш еве границите и да бидеш дел од просториите на нашата бивша Југославија, така ли? Да. Настапуваше некаде веќе откако заврши Звездите на град? Надвор не, тука во Македонија, да, имам веќе неколку настапи од кога се случи ова сето со Звезде Гранда, пред тоа имам, значи нормално настапи низ сите скоро градови во Македонија што сум ги договарал сам, али не е тоа како што е сега со Звездите на град. Сега и по висока цената и по квалитетот конечно успеа да го видат сите оние луѓе кои што не те знаеа претходно или те знаеа малкумина, да видат дека навистина станува збор за голем потенцијал. И сега навистина ли се емотивен толку како што те представија кога испеа зајди ме интересира. Па сум, да ти кажам. Да. Немој да се расплаче сега тука. Сум, по природа сум таков емотивен, мирен, смирен. Не погрешили. Девојката, И девојката, да. Таков те сак? Таков. Со тебе тука постојано, Да, еве тука сега со мене беше, вечерва, да, тука во секаде. постојано е секаде со... Па, значи јас сакам да е тука со мене, кога не може, има и она обврски, работа и така. Меѓутоа ја криеше на Звездите на град, твоите родители беа таму претежно. Да, претежно да, моите родители. Меѓутоа еве сега кога некој ќе виде, кога некој нема да виде. Долго време си во врска. Па да. Ајде да открием. Ајде да не откриеме. Ајде, 25 долго. години. Не, 25 немам ни јас, 24. Добро да сакам нешто да хипербола. Благодарам. Камерманот инаку да кажем дека е човек кој што навистина добро си ја знае својата работа и се работи за прекрасен човек, за жал нема да успее да го видите и подобро да не го видите, а ние да продолжиме тука со разговорот. Имаш планови нешто, еве, кои што сега се код или веќе се при крај, еве да направиш некоја нова твоја авторска песна, кој што можеби, еве како што направи Ален Хасановиќ на македонски јазик и на српски јазик, за да опфати поширока публика, не само во Македонија, туку и луѓето кои што се во бивша Југославија, еве, да успеат да ја прифатат. Имаш таков некој проект? Како што кажав, имам договор со Гранд Продукција и ми следува песна од Гранд Продукција, која веќе бе во Белград и ја снимив. Значи завршено е. Да, песната е снимена. Да се чека крајот на месецот или почеток на наредниот да има промоција за песната. Песната е на српски јазик, Значи но крајот на септември, да кажем. крајот на септември, почетокот на октомври. Песната е на српски јазик, но ќе има и македонска верзија. Мора да има нормално. И се надевам на голем хит. Ти пееш не баш така фолк, нешто повеќе си во оние забавни води. Можеби тоа беше причината за трето место, затоа што од Звездите на град се бара нешто друго. Може. Да, јас мислам дека навистина уметноста беше на твоја страна и морам да го пофалам Јален Хасановиќ кој што исто така беше брилијантен. Се дружите, Да. соработувате сега. Се дружиме, морам да кажам, значи сум го кажал во повеќе наврати дека ми е он школски другар, значи заедно учевме средно. Средно? Да.
Каде, во Скопје? во Скопје. Во Тој Илија од Николовски Прилеп Луи. се крене во Скопје. Да, прво учеше во Битола Алем, па после во Скопје дојде, Да не му направи во некој музичкото проблем. училиште. Не, таа не. Мирене, го знам Да, дека е да. мир. Така да школски другари сме, значи прво сме другари, па после колеги. Си Нормално. изненади кога го виде дека еве во една иста година ќе бидете еве кандидат. Па и јас се изненадив кога го Имавте видов он еден и он дуел. се изненади. Имавме дуел, да. И? Да. Во тој дуел тој излезе победник. Да, тој излезе победник во дуелот, но и јас влегов во финалето, така да Покаже на тој реванш дел дека навистина заслужуваш да одиш понатаму. Зошто ја одбра баш зајди, еве, баш тоа ме интересира. Испеа баш на некој начин како што ја испеа Тоше Проевски во тоа Пинк шоу што беше таму. Да. Сметаше со тоа дека ги побудиш емоциите на публиката за еве да кажа дека Филип заслужува да влезе во финалите. Мислам дека си се спремал доста за сето тоа да биде Да. баш како што треба, како што го направи. Зајди ми е омилена македонска песна и сега значи ќе ја испее во шоуто. Сега пошто испаднав тогаш од Ален Хасановиќ, бев во бараж после тоа со гласање со СМС и мислев дека тоа е клучниот момент за да испеам зајди. Пукне Филип Тоа- како така, што треба. И се надевам не сгреши, направи добар потек. Не сгреши, да ти кажам право. И мислам дека тоа е дефинитивно и најдобриот настап кој што да. можем да го заклучам не само општо за вас, туку општо за целиот циклус на звездите на Гранд, затоа што сметам дека дефинитивно и морам да признам и уште еднаш на Ален Хасановиќ неговата прва изведба као моја мати мислам дека се двете според мене најдобри настапи кои што се случија оваа година на ова шоу од звездите на Гранд. Завршуваш веќе со таквите проекти, сега си продолжуваш професионално, еве, треба да излезе новата песна, имаш некоја визија, еве, за албум, кога сето тоа ќе се случи, да за бенд, еве, не само вака да се настапува индивидуално, да створиш твој бенд кој што еве ќе те прати и така натаму, има такви некои планови веќе се коват, има луѓе кои што сега почнаа да се селуваат Филип, ајде да направиме нешто заедно. Секако има такви луѓе кога заврши шоуто се понудија тука многу соработки, но сепак мојата соработка продолжува со Гранд продукција, така да све што ќе е поврзано е со Гранд продукција, после 10 песната години мислам, така? 9 години е договорот, се надевам на плоден договор, дека Се надеваме сите. ќе биде како што треба се. И ние исто така се надеваме и ти посакувам многу успех и се надевам дека наредниот пат кога ќе дојдеш Струмица ќе излезе на улица, како што велат, и ќе те пречекаат. Така И ќе го со нетрпение ќе очекуваат твојот настап. Пожелувам многу среќа и знам дека навистина ќе успееш затоа што потенцијалот е во тебе, единствено среќната звезда треба да го направи своето, така ли е камера? Фала ти многу. Ти благодарам многу и поздрав до сите гледачи на вашата телевизија. Здраво, јас сум Филип Божиновски и се гледаме на некој шанк во Звездениот град.